Велес, како што може да видите целосна реконструкција на уште еден објект. Пред неколку месеци, исто така кога бев последен пат тука, најавив дека целосна реконструкција е следат насекаде во касарните, но еве овде може да видиме на лице место дека има поголема динамика. Како министерство се вложуваат околу 11 милиони денари само за реконструкција на оваа зграда позади мене. Тоа значи од тема ќе се фати све ќе се промени, санитарни јазми, целосна обнова на вецињата, апсолутно целосна канализација, водовод, се што е потребно. Може да видите дека прозорите се местат и така натака. Сакам да се заблагодарам еве на компанијата што навистина агилно работи. Секоја чест очекуваме дека негде до крајот на ноември, до крајот на новата година дека целосно ќе се завршат сите овие зафати што ги имаме започнато во повеќе касарни. Исто така имаме уште еден процес на замена на покривите. Се работи за инвестиција околу 20 милиони денари во повеќе касарни, исто така и во оваа зграда ќе се смени целосно покривот. Вложуваме дополнителни уште 1,5 милион денари на одвоени објекти многу блиску тука до оваа касарна во Отовица, каде што за прв пат се носи питка вода од градската мрежа. Вложуваме околу 850.000 евра моментално, додека моментално во овој период во различни касарни, а оваа година преку 20 на проекти со над 3 милиони евра. За следната година планираме дополнителни инвестиции од над 12 милиони евра, што очекувам многу проекти што сега се проектираат да ги започнуваме, но и на крајот на оваа година ќе започнеме. Во целина се работи многу, од секој еден ваков увид намерно го правиме за да видат македонските граѓани дека со нивните средства се помага на македонската војска, дека се работи на секаде. Ветив дека секој ден ќе биде подобро, чекор по чекор, секаде ќе помагаме и ќе ги менуваме сите овие стари објекти. Со години не се фатило да се реновира, да се реконструира, да се гради ново нешто, ќе го правиме тоа постојано. Сакам да се заблагодарам на генералот, на генералите на армијата, но и на вредните луѓе од директоратот за недвижности од министерството и сите луѓе што помагат, бидејќи без нив нема да има волку проекти. Јас сум презадоволен колку проектирање моментално имаме, колку нови проекти еве, додека дахам изјава, знам дека ќе нови пини на секаде ќе направиме во секоја касарна, нови влезови во секоја касарна, на секаде ќе видиме. Присутни наредните години ќе има многу инвестиции, бидејќи ветив неколку столба тоа дека ќе има буџет во армијата постојано над 2%, дека се ќе се исплаќа колективен договор, дека ќе има нов колективен договор и тоа го работиме полно за војниците од 45 години што навршуваат с големени плати и примање на сите подобри услови. Се разбира, една од најважните работи се капиталните инфраструктурни проекти, каде што ветив дека секаде ќе ги подобруваме условите и тоа се случува. Благодарам и на вас медиумите што доаѓате, за да може секој ден да види дека навистина се менуваат работи уште еднаш. Благодарам за сите што помагаат во овој процес, бидејќи не е само министерот одговорен, туку сите овие луѓе прават многу проекти што из годините што следат ќе видите многу проекти, како во модернизација, така во